Мартин е во УХМР, во управата за хидрометеоролошки работи. Мартин, го прашуваме, во Босна има многу снег, Босна и Херцеговина, па луѓето таму, тамошните власти размислуваат да ја продолжат ски сезоната до 1 мај. Дали ќе треба да менуваме летни гуми, дали да ги оставиме се уште зимските, а и гардеробата. Мартин дава и одговори какво време не очекува во следниве неколку денови. Ако те имаме на линија, те имаме. Се шегував со прашањава, секако не си во АМСМ, не си некаде во болница да зборуваме за гардероба подебела, потенка, но нели сето ова е вовет, какво време ќе не очекува деновиве и ќе имаме ли снег на планините? Да, утрово веќе го започнавме со постудено време, облачно време. Досега јас и колегата Јован Божиновски речиси да не видовме воопшто сонце, а за тоа какво време не очекува во текот на денешниот ден и во наредните денови. Одговори на овие прашања утрово бараме од Ленче Ризова, дежурен синоптичар од управата за хидрометеоролошки работи. Ленче, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма Македонија на утро. Добро утро. За почеток, каква е прогнозата за денеска? Утрото, како што кажав, го започнавме со постудено и посвежо утро, облачно, сонце и речиси да нема. Така, утрово е променливо облачно, повеќе сонце еве според последните сателитски слики кои ги гледаме и од податоците од нашите метеоролошки станици, значи ведро, сончево е во западните делови од земјата и крајниот југоисток, додека во другите делови имаме зголемена облачност, како што е случајот еве и во Скопје. Затоа имаме и толкова варијација на температурите, значи варира доста утрово измерени, почнувајќи од негативни намести или од 0, па се до 9 степени во Гевгелија, што е така поголема разлика. Во текот на денот ќе биде променливо облачно, ќе имаме сончеви периоди, а ќе дува и слаб до умерен ветер, претежно од северен правец, особено вдолж по Вардарието. Да споменеме дека и утрово имавме во Штип така засилен ветер кој што достигна брзини до 50 км на час. Денеска температурите ќе бидат во интервал сепак од 10 до 18 степени, во Скопје очекуваме температура до 15 степени. Така, Ленче, изминативе денови медиумите информира за невреме во Хрватска, исто така и за во Словенија. Какво време нас не очекува овде во Македонија во наредните денови? Така, веќе од утре ќе нашето подрачје постепено ќе потпадне под влијание на циклонска активност, така што утре ќе имаме повремени локални врнежи од дожд, меѓутоа пообилни врнежи очекуваме во среда, а особено во четврток. Четврток предпладне повеќе врнежи се очекуваат да бидат пообилни, наместа над 20 литри на метар квадратен. Четврток може и таа количина наместа да биде и поголема од 20 литри. Инаку во поглед на температурите, еве поради тоа облачно врнежливо време, среда четврток имаме и пониски температури, а тоа пак ќе придонесе еве на планините врнежите да ни бидат од снег. Значи снег само на планините, инаку по другите места не се очекува снег, ќе имаме врнежи од дожд. Така, најавивте дека наредниве денови ни следува дожд, дали оваа нестабилност ќе се задржи или сепак ќе биде краткотрајна? Па еве, освен среда, четврток, па и петок се уште ќе имаме некои локални врнежи од дожд. Услови ќе има и во сабота, меѓутоа тоа се сосема локални изолирани врнежи, што значи дека веќе од петок ќе биде нешто постабилно времето и температурите ќе бидат во пораст. Така, ние ќе следиме температурите за тоа што се менуваат на дневно ниво. Ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Ви благодарам вас. А за тоа какво време не очекува денеска и во наредните денови, се разбира, чувме дека ќе имаме во наредните 2 до 3 дена врнежи од дожд, да не заборавиме да понесеме и чадори со нас. Утрово во Македонија на утро разговаравме со Ленче Ризова од управата за хидрометеоролошки работи.